Здраво на сите, поздрав до Токен Падок заедницата. Сакам да ви честитам новата година, да ви ги честитам празниците. Ви посакувам се најдобро, ви посакувам многу здравје, успех, среќа и многу профит во вашите инвестиции. Ова видео кратко го направив за да спомнам за една многу битна работа што се случи во на 16 декември. Имено BIS, Bank International Settlement, донесе закон, односно нивниот комитет донесе регулатива за централните банки дека можат да чуваат криптовалути. Инаку да појаснам за тие што не знаат, Bank International Settlement е банка што е одговорна за регулативите за скоро сите централни банки во светот. Така да тие се шефовите на централните банки кога е во прашање носење на закони и регулативи. Имено, како што реков, на 16 декември комитетот нивни донесе регулатива каде што им се дозволува на централните банки ширум светот да можат да имаат на своето конто криптовалути. Сега, тие ги рангираат криптовалутите во три групи. За тоа по-конкретно и по-детално ќе објавам денес на tokenpadok.com, единствениот и најдобар крипто информативен и едукативен вебсайт каде што можете и да прочитате на македонски. Сега, они ги класифицираат криптовалутите во три групи. Едната група е токенизирани традиционални средства. Значи, тоа што јас и го спомнав и го напишав во книгата за токенизирање, дека се ќе биде токенизирано и ќе бидете сведоци како наредните години буквално се што постои ќе биде токенизирано де факто. Значи, нивната класификација на три видови крипто средства они ги делат во три групи, како што реков. Првото ќе биде традиционални средства кои се токенизирани. Второто ќе биде stablecoins, тоа што ги знаеме како денес, како USDT, USDC и така натака. Исто така ќе има и евро, мислам дека веќе излезе поточно. Значи, тие се втората класа на крипто средства, односно токени би рекол, платежни токени, и третото се оние баш криптовалути каде што ние вложуваме. Сега, има правила кои видови и кои криптовалути ќе можат они да ги земат. Јас верувам дека 90% од тие третите класа, тие ги викаат unbacked crypto assets, така тие ги нарекуваат, односно крипто средства без подкрепа на македонски би дошло, што дефинитивно е многу погрешен термин, но меѓутоа, сепак, ако они сметаат дека криптовалутите не се добри, како што цело време ни попуваат и ни кажуваат во различни извештаи колку е погрешно да се инвестира во биткоин, сега они сакат да се приграват на биткоинот. Сега, зошто тоа тие го прават? Одговорот е многу едноставен. Тие се свесни дека мнозинството луѓе во светот се заспани, не знаат за криптовалутите, не знаат за биткоин, не инвестираат во биткоин и затоа они сакаат да побрзаат и да ги земат средствата од луѓето. Односно, што значи тоа? Сите криптовалути што се proof of stake, доказ за удел, ќе одат кон централизација, сакали или не. Зошто? Затоа што понатака валидатори ќе бидат овие централни банки или други комерцијални банки. Значи, тие ќе бидат валидатори. Многу едноставно. Тој што има удел на таа криптовалута може да валидизира блокови во самиот блокчейн. Така да, сите што се proof of stake, значи од Ethereum, Solana, Avalanche и така натака, и сите други надолу што се по маркет капитализација, сите тие ќе станат се повеќе централизирани. А биткоин ќе ја зачува улогата таа што ја има како лидер и понатаму ќе биде лидер. Зошто? Затоа што е најдецентрализираната мрежа кој не може никој жив да ја контролира. Но
Тие не може да ја контролираат мрежата, но меѓутоа можат да поседуваат еден добар дел од залихата на биткоини. Затоа бидете разумни, не дозволувајте да бидете излажани од централистите и земајте малку по малку, онолку колку што можете, фрагмент од биткоин купувајте, затоа што биткоин е единственото криптовалута каде што презентира 100% децентрализираност и секако употребата на биткоин ќе биде и национално ниво, на интернационално ниво. Тоа го видовме во трансферите на војната во Украина. Многу трансфери интернационални се случуваа, дури и Иран тоа го правеше. Јас пишував за тоа на tokenpaddock.com за ова работа. Така да дефинитивно светот оди кон таа централизираност, но меѓутоа тие што тоа го знаат ќе продолжат да купуваат и да акумулираат биткоин, затоа што биткоин е единствената на вистина 100% децентрализирана мрежа. Така да, ова уште еднаш ќе кажам, што значи ова за нас, за обичните луѓе? Еве вака да појаснам. Прво, криптовалутите, цената на криптовалутите ќе оди далеку нагоре. Ќе оди во една позитивна насока и ќе видиме едни нови рекорди во крипто пазарот. Но исто така што морам да спомнам е тоа што со ова, значи ќе има цената, ќе одат горе, но меѓутоа исто така ќе оди кон една централизираност, освен биткоин, затоа што тој не може на никаков начин да оди кон таа централизираност, затоа што самиот протокол ја гарантира децентрализираноста. Значи, две работи од ова можеме да видиме. Едната позитивната е што цените на сите криптовалути би одела горе, крипто пазарот ќе има едни нови рекорди, што најверојатно ќе ги гледаме во 2024 година. И таа е позитивната работа, а негативната работа е што повеќето блокчейн мрежи кои користат доказ удел ќе одат кон таа централизираност и масовна адаптација. Почитувани, чувајте се, сакајте се и се гледаме на наредното видео каде што ќе зборувам подетално за светската економија, за макроекономијата и зошто светот во 2023 оди во рецесија. Се гледаме, поздрав!